Ново издание на регионалните вести на телевизија КИС. Иако е 21 век, македонскиот јазик се наоѓа под асимилаторски притисок. Целиот историски развој на македонскиот јазик бележи такви предизвици. Ова беше истакнато на пригодната трибина што во Тетово се одржа по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. Негирањето на постоењето на македонскиот јазик од страна на соседните земји се врши и сега во 21 век. Притисокот се прави и во насока на асимилација, вели и книжевник Милена Илиевска. Во 21 век, за жал, македонскиот јазик се соочува повторно со една огромна репресалија. Зборуваме за репресалија од странски фактори. Да не бидеме погрешно разбрани, значи нашите соседи кои да ни се дадени од Бога, но тие не сакаат. И сега моментално останува да се земе она што е останато од нашата идентификација како народ, а тоа е нашиот јазик. Сега толку ли многу го сакаат македонскиот јазик што секој сака да го присвои, тоест да си наметне печат дека е тоа негов мајчин јазик, тоест дека македонскиот јазик не е автентичен. Исто како да се враќаме на почетокот на 9 век. На трибината одржана по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик беше посочено дека низ историјата македонскиот јазик се соочувал со голем број предизвици кои се надминувале. Доцент доктор Михајло Марковиќ е доцент доктор по македонистика. Тој имаше свое опсежно излагање, но онолку колку што дозволи времето, но сепак го фати целиот тој период од 6 до 9 век за дамаскинските ракописи, за вистинскиот начин на создавањето на македонскиот јазик, за неговото обстојување низ вековите, зборуваме за оние 500 години турско робство, потоа двете војни, првата и втората светска војна, неговата кодификација во 20 век, и дојдовме до онаа граница каде што пак доаѓаме до моментумот кога веќе македонскиот јазик е повторно загрозен. Моето образложение беше, тоест и моето излагање таа вечер беше во врска со македонските апостоли на литературата, потоа она многу контроверзно прашање за каменот на Розета. Тоа беше и нашиот камен на сопнување, јас така го нарекувам помеѓу мене и магистер Михајло Марковиќ. Но и зборувавме за тоа дали го сочувавме правилно аманетот на светите браќа Кирил и Методи за нашиот јазик. Глобализацијата исто така е најновиот предизвик со кој се соочуваат сите мајчини јазици, па и македонскиот. Ментално сите сме свесни дека на ниво на свет е најпопуларен англискиот јазик, додуше се смета и за интернационален јазик, а македонскиот јазик, што е својствен со сопствен акцент, собствена интонација на зборување, како да ги поприма тие надворешни влијанија, ние се соочуваме со губење на она што е наше македонско вистинско. И навистина дали сме дојдени во една, јас ја велам, ја нарекувам жилет ситуација, кога одиме по многу тенка линија да се изгубиме и себе си како народ само затоа што не знаеме конкретно да си го чуваме нашиот јазик на вистински начин. Трибината насловена Екзогенеза на македонскиот јазик и неговото премрежие беше организирана од Комисијата за култура при Унијата за млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Тетово. Министерството за образование му ги одзеде надлежностите на градоначалникот на Гостивар. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари остана без ингеренции во образованието кои се однесуваат на разрешување и именување на директори во училиштата. Надлежностите му биле одземени поради непочитување на процедурите кои се однесуваат на тој дел, образложи министерката за образование и наука Рената Десковска. Вчера попладнето се одземени надлежностите на градоначалникот на општина Гостивар во делот на образованието и тоа во делот кој што се однесува на именување и разрешување на директори на општински основни и на средни училишта. И решенија кои што се донесени од Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, со кои што се поништуваат одлуки донесени од страна на градоначалникот, кои што исто така не се спроведени. По дописот кој што беше добиен од страна на Државната просветна инспекција со укажувањата за сите нерегуларности кои што се направени во постапката за разрешување на директори и за именување на директори кои што се надвор од постапка, предлогот кој што го добивме и единствената законска можност која што ни беше на располагање за да се воспостави владење на правото и почитување на законот за основно образование и средно беше одземањето на надлежностите во делот за разрешување и именување и тоа одземање ќе биде на сила 9 месеци. Од општина Гостивар рекоа дека се уште го немаат добиено решението за одземање на надлежностите.
и дека ќе излезат со свој став и реакција откако документот ќе им биде доставен официјално. Откако стана градоначалник, Таравари ги смени директорите во сите основни и средни училишта и постави вршители на должност. Како сега, по одземањето на ингеренциите ќе се одвиваат работите на раководните места во гостиварските училишта, останува да се види. Лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села и председателот на крилото на БЕС Африм Гаши синоќ остварија средба во седиштето на партијата на Села во Тетово. Двајцата разговараа за окрупнување на албанската опозиција. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села и председателот на Скопското крило на БЕС Африм Гаши на едночасовната средба разговараа за окрупнување на албанската опозиција, која во иднина треба заеднички да делува во парламентот. Села смета дека само преку коалиција на албанските опозициони политички партии може да се донесе промената во, како што го нарече, албанското општество во Македонија, кое се нема случајно 15 години. Треба заедно да смогнеме сили, без разлика што се има случајно внатре во опозиционерскиот блок, заедно да смогнеме сили и да ја донесеме промената која толку ја очекуваат албанските граѓани тука во Република Македонија и заедно како опозиција наредните парламентарни избори да ги победиме заедно. Африм Гаши посочи дека соработката со Алијансата за албанците БЕС имали претходно, но сега во овој значаен период за Македонија единството е повеќе од неопходно. Во овој момент Македонија се наоѓа пред еден многу важен историски момент и ние мислиме дека е важно да се остварат мостови на комуникација помеѓу лидерите на политичките партии, заеднички да ја релаксираме политичката атмосфера и амбиент, за да бидеме поподготвени за решавање на големиот спор и конечно Македонија да пристапи да биде членка на НАТО. Села истакна дека во коалицијата треба да влезе целото опозиционо општество, сите фракции и крила на партиите, вклучувајќи го и другото крило на БЕС предводено од Билјалка Сами, со кого исто така имаат соработка. Нашата позиција веќе јасно е искажена. Ние не се мешаме во напрешните збиднувања на движењето БЕС. Имавме представник кој имаше крилото од Скопје, така речено, Конгрес, ќе имаме представник и за другиот конгрес најавен страна на крилото Тетово. Денешната средба која се одржа во седиштето на Алијансата за албанците во Тетово се одржа на иницијатива на Африм Гаши, кој неодамна беше избран за председател на така нареченото Скопско крило на БЕС-а. 18-годишна девојка од тетовското село Туденце е осомничена за кражба која ја извршила во куќата во која живеела со своите родители. Кражбата ја пријавил незиниот 45 годишен татко. Поред него кражбата била извршена под нејасни околности и без причинето оштетување и пребарување била извршена во периодот меѓу 27 декември минатата и 21 февруари оваа година. Од регал во спалнато, односно од цев со шифра, одземени се повеќе парчења, разновиден златен накит, алки, синџир, прстени, комплети и друго, а од платнена торба, која исто така се наоѓала во сефот, одземени се 3000 евра во разни апоени, противправно стекнувајќи се со имотна корис, која вкупно се проценува на 600.000 денари, изјави портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Набрзо по пријавувањето на кражбата со ефикасно ангажирање на полициските службеници на СВР Тетово, таа целосно е расветлена, а осомничена дека извршила 18 годишна ќерка на пријавителот. Полицискиот билтен во Полошко бележи исчезнување на 26 годишна жена од гостиварското село Врањовце и незината 3 годишна ќерка. Случајот го пријавил незиниот сопруг, кој е со неа 4 години во брак. Според пријавата, таа претходниот ден во времето од 18 до 23 часот се оддалечила од семејниот дом, а со себе ја зела и 3 годишната ќерка како и патните исправи. Се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на двете лица. Полицискиот билтен регистрираше сообраќајка кај кружниот тек од влезот на Тетово. Одрон повторно предизвика застој на регионалниот пат Мавровска крстосница Бунец. На кружниот тек на улиците Маршал Тито и Видое Смилевски Батово Тетово вчера околу 11 часот се случила сообраќајна незгода во која учествувале две возила, товарно Fiat Ducato со скопски регистарски таблици
Управувано од 70 годишен жител од Скопје и Peugeot 206 со тетовски таблици, што го управувала 33 годишна тетовка. Во незгодата телесни повреди задобиле две сопатнички во Peugeot на возраст од 11-45 години, кои по окажаната помош во тетовската клиничка болница пуштени се на домашно лекување. Според првичните сознанија од увидот, причина за незгодата е непочитување првенство на менување, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Утрина во околу 4 часот и 30 минути на регионалниот пат Мавровска крстосница Бунец паднал одрно дрвја и камења, поради што целосно бил во прекин сообраќајот во двете насоки. Со интервенција на екипи од Македонија пат, околу 6 часот одрно целосно исчистен и воспоставено нормално одвивање на сообраќајот. Од денес почнува традиционалната манифестација Снежен град на Попова шапка. Годинава ќе учествуваат 70 деца кои ќе изработуваат заедничка снежна фигура и истата ќе биде отворена за посетителите на 27 февруари. Од денес почнува да се гради Снежен град на Попова шапка. Вредните раце на 70 ученици од основни училишта од Скопје, Куманово, Виница и Тетово за неколку дена ќе треба да изградат заедничка снежна фигура во рамки на традиционалната детска манифестација Снежен град. Детскиот културен центар Карпуш и оваа година ја продолжува традицијата во организирањето на манифестацијата Снежен град, но оваа година ќе биде под мотото Снежни игри, затоа што по 44 пат всушност се организира, што представува една долгогодишна традиција и самата по себе говори колку е актуелна и интересна за деца и што представува самата манифестација во однос на дружење со децата и севкупната престој во природата и на снегот. Убавините на снегот кои што ги дава, веќе 5-та година сме на Попова шапка, а со самото тоа ја даваме можност да речеме на падините на нашата прекрасна шара. Сега јас малку пристрасно ќе говорам, со оглед дека ми е значајна Попова шапка, па може ќе прозвучи дека ја рекламирам, но далеко од тоа, таа сама по себе си се рекламира, затоа што интересот на децата е зголемен и се премногу задоволни одека од престојот во хотел Славија, каде што ги имаме сите удобности. Чествуваат деца од претежно од градот Скопје, имаме од Виница и така оваа година со оглед дека некако не фати и сезонава на грип, па голем дел од пријавените деца ни откажа, се вкупно има околу 60-70 деца, очекуваме уште неколку деца да не се приклучат во текот на утрешниот ден. И заради тоа оваа година ќе биде под мотото на Снежни игри и ќе градиме една заедничка голема градба. Така се одлучивме со оглед на бројноста на децата. Но нас не ни е само дневниот дел и престојот надвор на снегот, кој што исклучително е потребен, да речеме, овие големи загадувања кои што ги имаме и во Тетово, и во Скопје, и останатите градови. Ова што го овозможува шапка со својата убавина. И во вечерните часови имаме забавно едукативен дел, организирање на квизотека, организирање на најразлични надпревари од областта на шах, пинг-понг, пикадо и се она што ги пополнува вечерните зимски ноќи, да речеме, на Попова шапка. На 27 февруари во 11 часот и официјално Снежниот град ќе биде отворен за заинтересираните посетители. Еве само што туку пристигнавме и сега се подготвуваме званично да го испитаме теренот, да видиме каде ни е најповолно и најбезбедно, за да можат децата да ги остварат тие своји мечти, снежни мечти на некој начин. И почнуваме со активностите од утре, а во вторник на 27 ни е затворањето и препуштањето на тој вториот дел од манифестацијата, така наречен Снежен караван. Снег на Попова шапка има во изобилие, категоризиран е како добар за обликување на снежни фигури и како што се надева директорката Ѓорѓеска, временските прилики ќе послужат за да се реализира идејата и во вторник да се финализира и отвори Снежниот град. Јавната администрација за 3 месеци нема да може да земе плата ако државните институции не ги регистрираат своите вработени во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси, најави денеска министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски.
Тој додаде дека податоците од регистарот се од исклучителна важност за следење на состојбите со повеќе од 1300 институции. Тој потенцираше дека со оваа мерка конечно ќе се добие прецизен одговор на едно од најчестите поставувани прашања, колкав е бројот на вработените во јавниот сектор. Во моментов од 1303 институции, 259 институции немаат внесено податоци, односно 173 немаат побарано воопшто согласност и немаат активна систематизација, а 86 покрај одобрената администрација не внеле податоци за своите вработени во регистарот. Директорката на Управата за јавни приходи апелираше до работодавците од јавниот сектор дека имаат рок од 3 месеци да ги регистрираат вработените. И по 2 години од воспоставувањето на регистарот, за кој што се платени над 2 милиони и 153 илјади евра пари на граѓаните, тој се уште не ги дава потребните информации за бројот на вработени во јавниот сектор. Тоа е затоа што системот воопшто не бил дизајниран да го дава бројот на вработени. Тоа не се барало. Во времето кога системот е правен, тоа било државна тајна. Со оваа мерка за сите институции кои во законски предвидениот рок од 3 месеци нема да ги внесат сите податоци за своите вработени, конечно ќе се добие одговор, прецизен одговор на едно од најчесто поставуваните прашања, а тоа е колкав е бројот на вработените во јавниот сектор. Согласно законските измени, Управата за јавни приходи добива нова надлежност за контрола на корисниците на овој модул за пресметка на плати преку системот за интегрирана наплата, односно контрола на ажурноста на регистарот на вработените во јавниот сектор преку контрола на месечните пресметки за интегрирана наплата. Почеток на преговорите за Македонија најави еврокомесарот Хан. Ова може да се случи на јунскиот самит, што ќе биде потврдено од Европскиот совет, вообичаено на самитот во декември. За премиерот Заев, кој учествуваше на конференцијата организирана од Фондацијата Фридрих Еберт во Берлин, 2018 година клучна година за Македонија. Европската Унија ќе препорача почнување преговори со Албанија и со Македонија, најави еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан во интервју за германскиот весник Die Welt. Последната најава на еврокомесарот за проширување доаѓа непосредно пред посетата на првиот човек на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој што својата балканска турнеја ќе ја почне од Македонија. Овие последни гестови на Брисел се оценуваат како потврда за европската перспектива на Западниот Балкан. Јауковиќ се разнесе откако фрли бомба, најверојатно рачна, во дворот на амбасадата на САД во Подгорица, а подсекретар на Стейт Департмент тврди дека тој се убил случајно, пренесуваат црногорските медиуми. Црногорската полиција соопшти дека знае кој ја фрли бомбата во дворот на амбасадата на САД во Подгорица, а потоа се разнесе. Станува збор за Далибор Јауковиќ, 43 годишник од Подгорица. Јауковиќ на својот Facebook профил во мај минатата година се пофалил со орден за заслуги од областа на одбраната и безбедноста на Сојузна Република Југославија од 1999-та. Подсекретарот на Стейт Департментот Стив Голдстин изјави дека втората бомба експлодирала откако напаѓачот ја фрлил во воздух и го усмртила, пренесува CNN. Неговото тело беше најдено на 30 на метри од зградата на амбасадата. Црна Гора е последната земја што се придружи на НАТО во мај 2017 година. Потегот беше строго критикуван од Русија. Традиционалниот сојузник на Србија, со која Црна Гора до 2006 година беше во државна унија. На влегувањето во НАТО се противеа и дел од црногорците. Инцидент во Брисел. Полицијата блокира една зграда во бриселскиот кварт Фора, во која наводно се наоѓаат неколку вооружени напаѓачи. Според локалните власти во тек е специјална операција. Можно е еден или повеќе вооружени лица да се наоѓаат во зградата, истакнаа представници на локалната власт. Над тој дел од Брисел забележани се и хеликоптери.
Американскиот председател Доналд Трамп прими ученици од средното училиште на Флорида, кои го преживеа нападот во кој беа убиени 17 ученици и професори, соопшти Белата куќа, наведувајќи дека тема било како да се подобри безбедноста во училиштата. Председателот на САД нема намера особено да ги заостри лабавите закони за оружје, но тој смета дека вооружени наставници во училиштето е нешто замисливо. На разговорот присуствуваа родители, деца и професори, како и подпредседателот на САД Майк Пенс. Администрацијата на Трамп размислува како да реагира на минатонеделниот напад во Паркланд, Флорида, каде што едно 19-годишно момче уби 17 ученици и професори во тамошното средно училиште. По овој напад расправата за контрола на оружјето повторно стана централна тема во САД. Најмалку 44 лица загинаа во јужниот дел на Перу во вчерашната сообраќајна несреќа, кога од патот слета двокатен автобус и падна од гребен на височина од 200 метри. Несреќата се случи вчера рано наутро во близина на провинцијата Камана, соопшти сообраќајната полиција. Во несреќата се повредени 12 лица кои со хеликоптери биле пренесени во болница. За сега не се познати причините за несреќата. Денес имавме претежно облачно време со повремени слаби врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од -1 до 3 степени, а дневната од 5 до 9 степени. Според прогнозата на синоптичарите, времето утре ќе биде претежно облачно со умерен југоисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 2 до 5 степени, а дневната од 6 до 10 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!